Да види како е. Нека дојде тука. Ка може да говори тие грчки у континентал, јас не може да говоря во селото мој вошчи мај да си да го види селото. Кој што направи јас си ко дете. Кој таму, кој ти е мајка, кој ти е татко ти? Зашто било селото Ошчима? Треба да укажеме на светот и на тешкотиите и на дискриминацијата, што и ден денес, 50 години по екзодусот, морате да ги преживувате. На вашите неостварени, оневозможени желби да ги посетувате вашите родни места, да подсетиме дека со еден крајно нецивилизиран закон ви одземено државјанството во земјата каде што вашите дедовци и прадедовци живееле со векови, граделе и подигнувале семејства. Дека вие до денес не можете да ги остварите елементарните права на собственост, на здружување и на барањата ваши за да ги имате основните човекови права. Мојата мајка беше мајка на овие деца. Ја препознавте ли некаде мајка? Не уште. Полако. Уште полако. Името од кој село сте? Од Герман, татко ми, мајка ми е од Медо, од Гагајска Македонија. Едно дете за рака, друго за врат, плачи, тражи мајка и после викаше: "Та мајка не е моја, ти си тетуле мојата мајка. Тетуле, тето. Ти си мојата мајка. Та не е моја мајка, веќе ти си моја мајка." И со плачење, со сълзи, а што на прими странство, во добро, во милост, со голема почет, со храна, со облекло, со све, и така не раздели. Јас го доживував со сълзи и со тресење. 16 годишна девојка, можете да си представите, 32 дечиња, само 3 имев од 13 година, другите до 2 години мали. Како го доживувавте моментот кога ги разделија тие дечиња што ги донесовте, кога ги вратија на различни краишта? Тога ние не го сакавме, тога не го примавме. Значи, рековме, не сакаме да се оделиме браче со браче. Тие ни рекоја: "Морате, треба да се школувате и да живеете.
зашто уште не беше завршена демократската армија. Големите испратија, значи, на гимназии, на тоа, а помалите останаја во домоите. Оставувавте ли дека таква трагедија може да доживеете? Ние чекавме само да се вратиме назад. Сека месец велевме, сега ќе не врате назад, ќе не врате назад. Ние сме веќе возрастни, озбилни и одговорни луѓе. Ние не сме некои терористи или бандити. Ние сакаме тамо да одиме на еден добар начин и во денешно време веќе е срамота кога ние можеме да ги преминиме физичките, мислам, далечини и океани. И сега луѓето од Битола да не може да оде до Лери, народното место 30-40 километри. Во денешно време, мислам, со телекомуникацијата, со развој на авионското патување, такви човешко изградени граници да градиме, тоа веќе е едно пасе, едно неприродно и неприфатливо за денешниот век. Денеска е више 21 век. Ние не одиме да носиме такмо. Ние одиме како деца, навистина, кој сакаме да си посетиме нашите села. Имаме ние и повикаме и сите оние грчки деца кои се тамо живеа. Ние заедно спиевме, заедно јадевме, сите студираме заедно и верувам дека и тие ќе дојдат и ќе им дадат поддршка. Ако не отвори границата, треба да се страми пред световната јавност. Ако ја отвори, од друга страна, пак ќе се плаши да не има големо влијание од нас што ќе оеме тамо, што ќе изборичкаме троа, што ќе говориме по наш јазик. Тамошните луѓе што заплашени, може ќе речат, ето и си дојдоја орлињата на своите гнезда. Жално е. Толку години не сте биле тамо, по 40 години се враќаме, моля да не пушчат. 40 години не сте го виделе? Не. Што друго, тоа е. Што имате во вашето родно место? Каде сте? Само гробишчата на нашите дедои, предедои, мајки и таткои, друго ништо. Не остана ништо тамо. Тоа е. Кадар не